Многу битно е во животот како ги разрешуваме стресовите, како се снаоѓаме под притисоците, кој животен пат го зафаќаме и колку се градиме самите себе си. Значи, исклучително битно е да ги елиминираме емоционалните матрици натрупани од минатото, кои што ни создале стрес, тежина, неизвестност, чувство на неисполнетост и пред се неавтентично живење со самите себе си. А всушност нема човек кој што не проживеал некои тешки моменти, не се соочил со стресови, со притисоци, со напнатости, со ограничувања, со борби. А всушност и овој период сега што помина, а и во кој се наоѓаме, а тоа е ризикот од коронавирус, предизвика многумина да живеат во стрес, во напнатост, во чувство на неисполнетост. Со преоптовареност да не настапи болеста, да не дојде некоја животна катастрофа за блиските, за самиот себе си, и автоматски тоа ги стега луѓето и тие не знаат кој пат да го разрешат. И затоа се овие видеа кои што ги подготвуваме во организација на Европскиот универзитет, да поттикнеме позитивна мисла, да ве мотивираме на некој начин да се соочите со себе си, да се подсмирите, да придобиете позитивна вибрација и да сватите дека сите проблеми се разрешуваат, посебно ако се има верба, волја и дух. Тој дух подразбира силина, цврстина на карактерот, соочување со потешкотијата и прифаќање дека некои нешта во минатото биле присутни и дека тие нешта во минатото треба да бидат и одредена поука како треба да се градиме во иднината. Значи нештата кои што се случувале не значат дека нас треба тотално да не парализираат, да не пасивизираат, да не ограничат, да не можеме да действуваме. Туку се тече, се семенува, се случила траумата, се случиле стравовите, се случила блокадата, се случи коронавирусот, се случи да бидеме затворени самите со себе и во корелацијата со другите луѓе, но мораме да научиме да живееме и по такви услови. Значи мораме прво да се прифатиме себе си, второ, мора да ја прифатиме и судбината во поглед на она што не можеме го промениме. Трето, мора да се концентрираме кон мигот на сегашноста, да видиме да преиспитаме кои опции ни се на располагање, каков избор да направиме. Четврто, да почнеме да размислуваме за перспективата на иднината, да се фокусираме кон она што следи и дека ќе победиме, дека ќе успееме, дека ќе се спасиме, дека нема да бидеме загрозени, но воедно и ќе се фокусираме кон безбедноста. Значи, безбедност на позитивна мисла, безбедност на дистанца од ситуации кои може да не загрозат психофизички, безбедност во смисла на елиминација на здодевност, елиминација на себеобвинување, елиминација на посттравматски стрес. А всушност сега тој посттравматски стрес е најсилен и луѓето ете така се чувствуваат неавтентично или пак под една грчевитост, под едно чувство на неисполнетост, бидејќи нели долго време, повеќе месеци, беа стегнати, беа преоптоварени. И неретко толку тие посттравматски состојби настапуваат малку подоцна и дополнително ги прават луѓето изместени, анксиозни, нервозни, неисполнети, со чувство што ќе биде понатаму. И затоа тој посттравматски стрес мора да се разрешува, како што кажавме, делумно со прифаќање на судбината, но пред се со градење на иднината. Во тој поглед на градење на иднината, вие мора да се определите, што се вели, за медитативната состојба на духот, на смиреноста, значи на опуштеност. Опушти се. Кога ќе легнеш или пред да легнеш, биди со позитивна мисла, биди со една релаксација, биди со опуштеност. Прифати дека денот поминал, но размислувај за денот што следи. Тој ден кој ќе започне веќе од утрото, вметни го со една позитивна вибрација. Прво, ритуално пи го чајот. Не брзи, не се притиски. Потоа, слушај некоја релакс музика. Потоа, фокусирај се на она што позитивно можеш да го оствориш. Потоа, прифати го она што е во тебе како вредност, негувај се и кога ќе се видиш во гледало, гледај се како поубав, како попозитивен, како поотворен, а пред се како посреќен. А зашто? Бидејќи се разбуди. А бидејќи се разбуди, пред тебе новиот ден, пред тебе животот. А животот бара избор, животот бара промена. Првично промената е длабоко во себе си. Се менувам себе си, ги чистам емоционалните немири стравови, се ослободувам постепено од товарот кој што некој ми го натрупал или самиот сум го натрупал и почнувам да се движам кон перспективата на животот. Што се вели, не може веднаш да се стигне на врвот на планината, но клучно е да се тргне кон врвот на планината. Значи и најдалечниот чекор почнува, најдалечниот пат почнува со првиот чекор. Првиот чекор е фокус кон себе си, концентрација кон тоа што сум и опуштеност.
Ние не научивме да се опуштаме, не научивме да се отвориме за позитивните нешта, туку живееме во недостиг, живееме во тензија, во страв и во чувство дека нештата не се добри, дека не можеме да напредуваме, дека цело време сме под стрес, цело време сме под притисок. И ги гледаме неубавите нешта, се фокусираме на она што не разјадува. Но ајде да видиме дали можеме да се фокусираме, да се определиме за она што не развива. Првично, не развива едукацијата. Учете, студирајте, отворете се за книгата, мотивирајте се кон планината, движете се во природата, отворете се за музиката, ослушнете ги убавите нешта. Доволно бевте обучавата, доволно се преоптоварувавте со техниката, доволно живеевте во стравот и доволно, што се вели, се развјадувавте да не пропаднам, да не настрадам, да не се случи некоја катастрофа за моето живење. И бидејќи така се фокусираме кон негативното чувство, тоа негативно чувство несвесно го привлекуваме или преку некои лица, преку некои ситуации кои не дополнително разјадуваат и не утврдуваат дека животот е страдање. Не, животот е радост и убавина и хармонија. За да се постигне, прво мора да се бара во себе си и затоа овде асоцииравме дека мирот во себе си, опуштеноста е првиот аспект кој што нас не движи кон убавината на животот. Ако ние длабоко у себе се чувствуваме дисхармонизирани, нестрекни, разјадени, без чувство на перспектива, без визија, како ќе напредуваме? А гледайте, ако ја определите радост, ако определите виталност, ако сватите дека некој нешто се пред вас и дека животот ви се отвора, тогаш и вие настапувате и се движите со една поголема сила и со помоќен имунитет и со посилна основа за да успеете, за да победите. Значи, многу нешто зависат од умот, а пред се од мислата. Мислата го гради умот, а умот ја создава судбината. Затоа, промени го карактерот, бидејќи карактерот е твојата судбина, отвори ја судбината за она што е добро, позитивно, афирмативно и така со текот на времето, нештата кои што се товар, ќе ги симнеш, а нештата кои што се предност, радост и убавина, ќе ги мотивираш и ќе ти пристигнат и на крај ќе те облагорат.